Министерот Тимчо Муцунски во Брисел порача дека сите земји од Западниот Балкан треба да станат членки на Европската унија, нагласувајќи дека процесот не мора да заврши во исто време, но целта мора да биде заедничка. Тој истакна дека ниту една држава не смее да биде изолирана и дека соработка врз основа на европски стандарди е клучна. Еврокомесарката Марта Кос порача дека регионот е повеќе од преговори и поглавја и повика на фокус кон иднината, заедништвото и европската припадност на Западниот Балкан. Американската амбасадорка Анџела Агелер изјави дека миграцијата е сериозно и глобално прашање, со кое се соочуваат многу земји, вклучително и САД. Таа оцени дека не е корисно оваа тема да се користи за политички поени и порача дека за толку важно прашање се потребни сериозни и продуктивни разговори. Агелер нагласи дека разговорите меѓу сојузнички држави се нормални и не значат автоматски донесување конкретни политики, додавајќи дека со миграцијата државите треба да се справуваат заеднички. Во 2024 година Македонија имала 3690 автобуси, односно 2 автобуси на 1000 жители, што е нешто над европскиот просек од 1,6. Податоците на Евростат покажуваат дека најмногу автобуси по глава на жител има Малта, а најмалку Холандија. Македонија се издвојува со висока стапка на обнова на возниот парк, 10,2%, двојно повеќе од просекот на Европската унија. Сепак, структурата на автобусите останува неповолна, бидејќи речиси 98% се со дизел мотори, а електричните сочинуваат само 0,4%. Српскиот председател Александар Вучик најави дека нема да присуствува на самитот Европски Западен Балкан во Брисел и дека Србија првпат по повеќе од една деценија нема да има представник на меѓувладината конференција. Тој објасни дека одлуката ја донел за да не ја изложи владата на притисоци и да преземе целосна одговорност. Вучик посочи дека разговарал со повеќе европски лидери и нагласи дека, и покрај очекуваните критики, смета дека со овој чекор ги брани интересите на Србија. Унгарскиот премиер Виктор Орбан го блокира усвојувањето на заклучоците на Советот на Европската унија за проширувањето, поради што оваа година Европскиот совет нема да донесе формален заклучок за земите кандидатки. Данското председателство најави дека, со поддршка од 26 земји, текстот ќе биде објавен како заклучоци на председателството. Одлуката предизвика загриженост кај дел од членките, особено поради противењето на Унгарија за напредокот на Украина. Во однос на Македонија, Европската унија повторно укажа на обврската за уставните измени и потребата од реформи во владењето на правото, борбата против корупцијата и независноста на судството. Советот на Европската унија ја потврди геостратешката важност на проширувањето како фактор за мир, безбедност и стабилност, но не постигна консензус за усвојување на заеднички заклучоци. Данското председателство соопшти дека текстот бил поддржан од 26 земји членки, но бил блокиран од една делегација, поради што е објавен како заклучоци на председателството. Во документот се нагласува дека напредокот кон Европската унија ќе се темели на заслуги, владење на правото и усогласување со заедничката надворешна политика, со посебен акцент на регионалната соработка и реформите во земјите кандидати. Американскиот председател Доналд Трамп нареди целосна блокада на сите санкционирани нафтени танкери што влегуваат и излегуваат од Венецуела, обвинувајќи ја владата на Николас Мадуро за тероризам, шверц на дрога, трговија со луѓе и кражба на американски имоти. Тој најави зголемено воено присуство во регионот се додека, како што рече, не бидат вратени украдените ресурси. Венецуела го осуди потегот како закана, додека САД продолжуваат со санкции, заплени на танкери и воени операции поврзани со наводен наркотрафикинг. Сиднеј денеска одбележува ден на жалост по најсмртоносното масовно пукање во Австралија во последните 30 години. Во нападот што се случи во неделата на плажата Бонди, за време на прослава на еврејскиот празник Ханука, беа убиени 15 лица, а десетици се повредени. Преживеаниот осомничен Навид Акрам е обвинет за 59 кривични дела, меѓу кои и убиство и тероризам, додека неговиот татко, вториот напаѓач, беше убиен во престрелка со полицијата. Нападот ја потресе јавноста и ги засили стравувањата од антисемитизам и насилен екстремизам. Времето денеска во утринските часови наместа со појава на магла. Во текот на денот сончево со умерена облачност и претежно тивко. Во северозападните делови повремено ќе има зголемена облачност со услови за слаб дожд. Во Скопје предпладне е во делови од котлината појава на магла. Во текот на денот времето ќе биде умерено до значително облачно, претежно тивко. Управата за хидрометролошки работи соопшти дека до крајот на седмицата ќе преовладува сончево време со мала до умерена облачност.